Центарот за култура Бели Мугри ќе може без проблем да ги реализира планираните сценски, музички и други активности според програмата за работа за оваа година. По поднесените проекти на конкурсот за финансирање што го објави Министерството за култура, Кочанската културна институција доби 4-кратно поголем износ во споредба со лани. Со тоа ќе се зголеми и бројот на планирани активности, односно настани од областа на културата во интерес на граѓаните на општината и пошироко. На пресконференција, директорката на Бели Мугри изрази задоволство од добиената финансиска поддршка од Министерството со најава дека проектите целосно ќе се реализираат. При тоа ќе има гостувања на ансамбли и групи од страна, но и нашите културно-уметнички работници ќе се представат пред друга публика. Во 2022 година за Националното установа Центар за култура Бели Мугри се одобрени 20 проекти и тоа поделени во 5 различни дејности или износ од 1.252.000 денари, сума која што со задоволство можам да кажам дека е 4-кратна повеќе од минатата година и 50% повеќе настани. Центарот за култура и покрај ограничувањето на простор од реконструкцијата, која е во тек, ќе го искористи својот капацитет во целост, за да им овозможи на нашите сограѓани да уживаат во разновидноста. Од проекти имаме 3 во областа на драмската дејност, 2 во сценско-музичката дејност, 3 во фолклорната дејност, 3 во библиотечната дејност и 9 од областа на визуелните уметности, архитектура и дизајн. Она што е ново за годинава, сакам да напоменам дека нов проект кој што беше аплициран во Министерството за култура беше гостувањата на професионални театри, како и ние со наша продукција во целата земја. За наше огромно задоволство тој проект е одобрен, така што доколку годинава до декември месец успееме да завршиме со реконструкцијата, многобројни институции од наш вид ќе пристигнат кај нас, а и ние секако со нашата продукција ќе настапуваме во околината. Во наредните неколку месеци драмското студио на Центарот за култура Бели Мугри ќе има 4 гостувања со представата Избувливиот човек, а во септември е договорено во Кочани да гостува националниот ансамбл за песни, игри и танец. Освен за музичко, сценски и други активности, институцијата и за годинава влезе во програмата за инвестиции, односно ќе продолжи реконструкцијата на внатрешноста на објектот, за што се добиени 15 милиони денари. Осветлувањето и озвучувањето не би биле до крајот на 2022 година, туку она што е предвидено за 2023 година. Со реконструкцијата која што се надеваме дека ќе се заврши до крајот на 2022 година е предвидено целосното премување конкретно на загревањето, столиците, електриката и машинството. Односно, старото и постоечкото грејење што нели до пред 2 години сме го користеле на јаглен ќе се замени со нови топлотни помпи. Доколку се испочитува рокот за завршување на реконструкцијата на внатрешноста до декември годинава, Центарот за култура Бели Мугри ќе биде скоро целосно преуреден, со реновирањето на надворешната фасада, што почна во средината на 2018 година, на објектот ќе му се обезбеди целосна функционалност. Локалната самоуправа на Кочани ги продолжува подготвителните активности за изградба на планираните објекти за сместување на лицата од старата касарна. Во вторник, на 22 февруари, со почеток од 17 часот, во салата на мултикултурниот центар, општината ќе организира јавна трибина за граѓаните од градската четврт 5. Предмет на трибината е проектот за изградба на дом за престој на незгрижени лица со намена А3 групно домување. На трибината, стручните служби на општина Кочани ќе ги запознаат граѓаните со проектот за изградба на дом за престој на незгрижени лица, а граѓаните кои ќе присуствуваат ќе можат да дадат и своји мислења и предлози. Според информациите од стручните служби во општина Кочани, се менува првично планираната локација, односно наместо на просторот кај пресечена скала. Сега се предлага објектите да се изградат на спротивната страна во близина на фабриката за вода. Локалната самоуправа на Кочани во јануари минатата година го избра изведувачот на градежните работи на објектите во кои што требаше да се преселат жителите од старата касарна. Предходно од државниот буџет беа обезбедени околу 19,5 милиони денари, неопходни за изградба и опремување на куќичките, а општина Кочани со околу 170.000 денари од својот буџет ја финансираше изработката на техничко-планската документација.
Според проектот беше планирано да се изградат 7 објекти, а секој од нив да располага со по 4 одделни стамбени единици. Меѓутоа, во април лани, жителите на населбата Трајаново Трло организираа протест против изградбата на стамбените објекти за сместување на социјално ранливите семејства сместени во старата касарна. На протестот тие го блокираа пристапот на градежните машини што дојдоа да го расчистуваат теренот за градба. Нагласија дека не сакаат во местноста пресечена скала, што е во непосредна близина на нивната населба, да се населат лица со сомнително однесување, бидејќи биле загрижени за својата безбедност. Потоа, активностите целосно запреа, а со новата јавна трибина што ќе се организира во вторник, тие повторно се активираат. Три улици во Кочани ќе добијат називи според имињата на тројца заслужни граѓани кои со својата работа оставиле траен белег во колективната меморија на жителите. Со оглед што именувањето на улиците се спроведува според законска процедура, за истата ќе расправи и Советот на општината на следната седница. Освен трите улици, на дневен ред ќе се најдат и предлози за именување на спортската сала кај гимназијата според кошаркарот и тренер Сашо Лазарев Чапо, како и објектот на клубот за гимнастички спортови Кочани, познат како Соколана, кој треба да го добие името на Јордан Манов Ѓавол. Предлозите за именување на улиците ги дава советникот Венко Крстевски, кој има и свое образложение за тоа. Јас лично се заложив да дадам уште 3 предлога, а тоа се Коце Ефремов, Симеон Иванов Канго и Борис Стојчев, наши заслужни сограѓани, се со цел да пополниме листата, бидејќи сведоци сме дека имаме неколку улици во градот кои што се уште се без име, а тие се наши заслужни сограѓани секој во различна област. Од тие причини јас поднесов иницијатива која што ќе биде како точка на дневен ред на следната седница и се надевам дека ќе биде изгласана. Очекувате ли дека ќе добиете поддршка за овие предлози? Апсолутно, бидејќи станува збор за едни од најмаркантните наши сограѓани кои што имаат значителни заслуги во својата област и се надевам дека едногласно ќе биде прифатена. Листата со предлози согласно членот 5 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти треба да се достави до владата за да се добие согласност. По позитивниот одговор од таму, одлуката за именување ќе влезе во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Кочани. Советот на општина Кочани ќе ги повлече претходно донесените одлуки од последната седница, на која немаше доволен број советници за тие да станат важечки. Пишманењето се однесува за заклучокот за усвојување на планот за работа и за давањето согласност за зголемување на цената на геотермалната вода на комуналното предпријатие Водовод. По извршената проверка на начинот на донесување на горе наведените акти, било утврдено дека во моментот на гласање по овие две точки во салата биле присутни 19 членови на Советот на општината. Од нив, двајца немаа право на глас поради судирни интереси. Председателот на Советот, повикувајќи се на членот 41, став 2 од Законот за локална самоуправа, во кој стои дека се одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, ако со закон и со статут поинаку не е утврдено, констатираше дека со 9 гласа за, 7 против и 1 воздржан, Советот ги донел одлуките. Тогаш имаше реакција од членовите на опозицијската советничка група дека изгласувањето е без потребниот број гласови, пошто дојде до бурни реакции, а опозицијата ја напушти седницата. Во меѓувреме, ситуацијата била анализирана и законски консултирана, пошто доаѓа и новиот пишман предлог за повлекување на претходната одлука. Во образложението стои дека, имајќи предвид дека во моментот на гласање по овие две точки во салата имало 19 членови на Советот, заклучоците биле донесени без потребниот број гласови, односно без потребното мнозинство, кое во моментот на гласање по овие две точки наместо 9 треба да изнесува 10 гласа. Викендов продолжува првенството во втората македонска фудбалска лига со одигрувањето на првото коло од пролетната сезона. Второлигашите од Кочани и Виница ќе бидат домакини, што треба да биде предност за нив да остварат позитивни резултати и да ги освојат бодовите.
На стадионот Никола Мантов во Кочани, Осогово ќе ја дочека екипата на Струмичка Беласица, која во есенскиот дел играше солидно и стабилно, па со 8 победи, 4 нерешени и 3 изгубени надпревари се најде на 5-то место на табелата. За разлика од гостите, домашната екипа играше многу послабо, односно со 5 победи, 4 нерешени и 6 изгубени надпревари се најде на 7-то место. Желба и на играчите и на стручниот штаб на жолто-сините е 3 бода да останат во Кочани, со оглед што ќе значат многу во амбициите да се задржи второлигашкиот статус за идната надпреварувачка сезона. Тоа ќе биде исклучително тешко со оглед што наместо 2 ќе се формира една единствена втора лига, односно на крајот од ова првенство ќе испаднат повеќе екипи. Слога 1934 пак на домашен терен ќе се сретне со тимот на поранешен Кит Го, кој го промени името во Пехчево. Се очекува виничките фудбалери да имаат далеку полесна задача за освојување на бодовите, особено што есента играа одлично и со 32 бода го одделеа првото место со прилепска победа. Гостите од Пехчево имаа променлив ритам во играта и освоија 19 бода колку што има и Осогово, но поради подобрата гол разлика се најдоа на 6-та позиција. Надпреварите од пролетното 16-то коло ќе се играат в сабота со почеток од 14 часот.